Председателот Владо Андов ги свика третолигашите на состанок за да ги запознае со активностите пред почетокот на пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток. Во поглед на одигрувањето на надпреварите, Андонов истакна дека во пролетниот дел службените лица и организаторите на надпреварите ќе бидат многу поангажирани и порешителни во почитувањето и спроведувањето на правилата и мерките со единствена цел првенството да заврши регуларно. Целта на состанокот е да се договориме за почетокот на пролетниот дел од првенството, заедно со представниците на клубовите и комесарите за безбедност за надпреварите. Во делот на сите екипи, треба да бидат присутни, во делот договор околу котизацијата, околу другите активности кои ни очекуваат во пролетниот дел на првенството, а последно ќе имаме предавање од МВР со комесарите за безбедност за самите надпревари кои ќе бидат екипите на домашен терен. Во делот на безбедноста на надпреварите на присутните им се обрати Ангелчо Стојановски, началник на одсекот за превенција во Секретаријатот за внатрешни работи во Штип, и Момчило Хаџипаунов, помошник командир во полициската станица во Кочани, кои од представниците на клубовите побараат доследно применување на сите неопходни мерки. Инаку пролетниот дел од првенството ќе започне на 26 февруари, кога се игра првото коло, а ќе заврши на 24 мај. Котизацијата е со стариот износ од 80.000 денари, со тоа што клубовите ќе треба да доплатат по уште 9.000 денари за административни трошоци. Што се однесува до надпреварвачкиот дел од третата лига Исток, познато е дека Бирли Конче ќе испадне од лигата, како и 14-то пласираната екипа на крајот од првенството. Меѓутоа, за навивачите на ОСГ позначено е тоа што од есен се формираат две втори лиги од по 10 екипи, што практично е шанса за клубот да обезбеди најмалку трета позиција на табелата која води во повисоката конкуренција. Токму тој факт го прави ова првенство интересно и неизвестно. Дотолку повеќе што најмалку 5-6 екипи од третата лига Исток се подготвуваат максимално сериозно и се надеваат дека ќе ја искористат историската шанса да заиграат во втората лига.